Ивермектинот е еден од лековите за кои се верува дека се поуспешни во справувањето со COVID-19, може да се препишува и во Македонија. Министерството за здравство изготви мислење за употреба на лекот кај пациенти со COVID-19, а доматичните лекари испрати и протокол преку лекарската комора за препишување на лекот. Ивермектинот не е на позитивната листа на лекови кои потпаѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување. Согласно решението на Малмет, истиот лек се издава исклучиво на рецепт и се применуваат одредбите за издавање на розев рецепт. Специјалистот по семејна медицина доктор Светлана Трифуновска објаснува подетално за што станува збор. Ивермектинот представува група на лекови што се користат, обично го користат ветеринарите во профилаксата на одредени болести, односно за лечење на одредени болести кај животните. Ивермектинот се покажа како многу добар и постојат многу студии во светски рамки. Значи, докажани студии, мислам дека првата студија беше во Австралија, потоа во Јужна Америка и во други земји, каде што се докажа следново. Што се докажа дека при користење на овој лек во 4 фази од болеста, предекспозиција, постэкспозиција, значи со COVID, при клинички случаи веќе со манифестна клиничка слика и кај комплицираните пулмонални случаи даде добри резултати. Значи, со тоа што докажа, работеа, се вкрстија многу студии од многу земји во светот и го форсираат, го фаворизираат овој лек во терапијата, односно и профилаксата при користење во борбата со COVID-19. Трифуновска вели дека потребна е соодветна информираност и кај здравствените работници за примената и својствата на лекот. Може да го препишуваат сите доктори, значи немаат сите доволно искуства со овој лек, ако зборуваме за Македонија. Многу од колегите го користат, многу не го користат, во смисол да некои се убедени во неговите... Значи нема што да се убедуваме, постојат студии, само ја мислам дека треба колегите доволно да си следат литература, да прочитаат. Нашата комора лекарска направи големи усилби, ние имаме континуирана едукација, посебно сега се акцентира на ковидот и постојат цели предавања што се ги следиме онлайн. Мислим дека доволно од колегите се присутни на тие предавања и дека се доволно информирани. За било кој лек мора да се информирате добро, за да може да го препишете и да го дадете. Што се однесува до вакцинацијата и процесот на имунизација, доктор Трифуновска советува граѓаните да се вакцинираат, бидејќи како што вели таа, вакцината не заштитува и е првиот избор кога се работи за борбата против коронавирусот.